продолжуваме со нашето утринско будење, кое од време на време го реализираме и во студиото. Ова е рубрика која што најчесто се разбира ние онлайн, но имаме можност еве денеска во студиото во живо да позборуваме за една навистина интересна тема, особено ако споменеме дека се работи за најмладите, нешто што е неопходно особено во денешно време, го споменавме тоа и на нашата генерална најава. Токму така растеме во природа, така беа насловени работилниците кои што се случува изминативе денови, почнувајќи од Охрид, Скопје и Маврово во текот на вчерашниот ден. Како беше на сите овие три места, но и кој е концептот генерално на тоа да се расте во природа или колку е можеби потребата на родителите на вистина е задоволена или не толку задоволена од тоа да се поминува што поголем дел од денот во природа. Ќе зборуваме како дел од прашањата денеска заедно со Ангела Тасевска, која што е биолог и ентомолог. Ангела, добро утро. Добро утро. Добре ми дојде. Овој пат од Маврово, враќајќи се вчера или после работилницата, ни пристигнуваш и во студио, поточно во Скопје. Пред да го започнеме разговорот, може само да појасниме што значи ентомолог. Ние малку истражувавме, тоа е веројатно една голема љубов кон инсектите. Па добро, љубовта кон инсектите некако ми дојде сосема спонтано, некако не ми беше во предвид додека студирав на Институтот за биологија, но сосема спонтано во текот на студиите имав прилика да 3 години да останам во лабораторијата за анимална екологија и инвертебрата, па оттаму некако почна љубовта кон инсектите и знаете она пропратно теренско истражување, одење во природа, престојување во природа, си ја направи својата работа, затоа што верувате, ние биолозите живееме за оваа сезона кога ни започнуваат теренските истражувачки активности. Да, и верувам дека вистинско уживање и за тебе, особено пак за младите кои што имале можност за децата да бидат дел од сите овие работилници кои што се случуваа, спомена, во Охрид, во Скопје и во Маврово. Па ајде да започнеме прво од каде идејата, Ангела? Сметаш дека децата денес не поминуваат доволно време во природа, не познаваат што се не обкружува и што или можеби со се она што ние сме растале како деца, денеска за жал не е тоа исто детство. Се согласувам, да, децата за жал премногу малку време поминуваат во природа, но целата оваа моја мисија можам да ја наречам, затоа што јас не го гледам никако работа, никако бизнис, едноставно љубовта кон децата ме води низ целиот овој процес и мисија. Започна сосема спонтано како резултат на моето долгогодишно професионално искуство, некако несвесно сите овие изминати години, дали во рамки на проекти или во рамки на институциите каде што сум била дел, еколошката едукација била сеопфатен дел, била вклучена и постојано сум била обкружена со најмладите. Потом започна и целата оваа мисија, сватив дека е едноставно време децата да се едуцираат, да поминуваат време во природа, односно да се ги осознаат природните вредности. За жал, не само децата и ние возрастните не се ги знаеме природните вредности. Јас викам, многу од возрастните не знаеме колку национални паркови имаме и какви се ендемични видови имаме околу нас, затоа што верувате ние пребогата државата со биолошка разновидност и сметам дека децата се клучниот сегмент кога станува збор за еколошка едукација за да ги подобриме промените во нашата држава, затоа што навистина е тажно да се соочуваме ние со некои работи во 21. век како отпадот и слично. Така, и токму најкорисните идеи и најпотребните, да речеме, доаѓаат спонтано, но кога ќе се случат, како во случајов, тогаш се потврдува фактот дека навистина има една неопходна потреба на насочување на младите, особено во овој дел за запознавање со природата, со тоа што го имаме на нашето поднебје и се разбира малку поголема едукација. И ќе се согласиме дека тоа е нешто што недостасува и дека ретки се настаните или работилниците и што и да е од таков тип. Па и луѓето, кои што сакаат. Кои можат да го пренесат тоа знаење. Она кое го добивте вие како впечаток додека траеше сето тоа, значи тој ентузијазам кај децата да се запознаат со тоа кое што го има во природата, таа љубопитност детска која што е незаменлива и истовремено прашањата кои верувам дека се доста оригинални. Колкав или каков беше интересот и жарта која што има децата кои беа дел од овие
работилници? Видете, децата за да дојдат на работилница Треба да ги потребно е донесат? да ги донесат Да. родителите или било кој од потесниот семеен круг. Децата се прелюбопитни, со самото пристигнување во природа е доказ дека навистина местото на децата и растењето, затоа и целиот концепт растеме во природа. Треба да растат во природа како ние или како што сме растеле пред неколку години. Љубопитноста е уште самиот почеток. И целиот тој страв кој што им е наметна за животинскиот свет на децата доаѓа нели од дома. Да. Така што на почеток имаме нормално страв. Меѓутоа, за мене е огромен успех кога само после 2 часа децата успеват, односно не се плашат ниту да допрат инсект, ниту да фатат гуштерче со рака. Тоа е навистина еден огромен успех. Затоа што ние не само што истражуваме на нашите работилници и го осознаваме животинскиот свет кој што не обкружува во природата, како што споменав, ние учиме за природните вредности. Мора да се ги знаеме природните вредности, мора да знаеме што живее во Охридското езеро, што живее на планината Галичица, во националниот парк Шарпланине и така натаму. И не да го видиме тоа само во книги или да го прочитаме, туку вистински да го доживееме. Така. Да. Еве баш се сетив пред некој ден јас со моето дете разговарав дека ние кога растевме имавме многу светилки, се сеќаваш? Да, да. Во детството имаше Да. многу светилки. Сега јас ги веќе забележав во Галичник, а обично е ретко. Ама во Скопје веќе- Да, ретко да ги Да. видиме За во жал, Скопје, евентуално на водно нешто, да. ама можеби и таму. За жал, истото чувство го имав и јас пред некоја вечер, кога после долг временски период ги здогледав и беше навистина фасцинантно и видете, сето тоа е резултат на се она што ни се случува во природата. Тоа најголем уништувач на природата за жал е човекот и сите оние негативни појави кои што ни се случуваат во природата влијат не само на нас лично, туку и на животинскиот свет. И затоа треба да се едуцираме. Едукација. Еколошката едукација треба да е составен дел од нашиот секојдневен живот. Дали тоа ќе биде на формален или неформален начин преку работилници или било каков друг концепт. За жал образованието кај нас не дозволува толку да се вклучува еколошката едукација. Биологијата не е наука која што се учи помеѓу 4 зидови. Потребно е децата да излезат надвор баш и да да растат го во природа, да го имаат искусат такво нештото. искуство. Мора да го допрат. Кога едно дете ќе каже на крај ја допрев пеперутката, вау, какви се крилјата, тогаш навистина сме направиле некој прогрес. Ги одбравте Охрид, Скопје и Маврово и сите 3 града има што да се понуди во однос на инсекти и каде сето тоа може да се сподели, но дали, односно зашто првенствено нели нормално овие градови и претпоставувам не се застанува тука, туку со оглед на останатите природни бавини кои што ги имаме во Македонија, веројатно и на други места. Па добро, родом сум од Струга и некако целиот свој живот и работата ме поврзува со Охрид, а и моето претходно искуство во Националниот парк Галичица некако спонтано дојде работилниците да ги започнам баш во Охрид и едноставно дечињата кои што доаѓаат таму, ајде да кажам, јас некако си ги повлеков, па истите тие сега се уште растат во природа со мене. Те следат сите други работилници. Најверојатно така е. Да, и исто така ги спроведувам и во Струга. Во Скопје доаѓам повремено, кога имам ангажмани, сакам и тука децата да се едуцираат. Во Маврово од неодамна започнавме многу интересен концепт заедно со прекрасните домакини Влади Сонја во Царевец, планинарскиот дом, наречено Шумско училиште Шума, каде што реализираме така наречени шумски часови во природа и таму учиме за природата и едноставно е навистина едно поинакво искуство, не само за децата и за возрастните, верувајте. Да, и самата ти напомена дека многу пати возрастните учат преку децата. Да, апсолутно. И тоа е навистина така, треба што поголем број на луѓе да се вклучат во сите овие работилници кои што ги имате. Мене она што ми остави голем впечаток е хотелот за инсекти, мислам дека го погледнавме и по фотографиите, веројатно и на децата им остави голем впечаток. Каде се случуваше таа работилница
кој што го подразбираше тој хотел или можеби го имаше на сите 3 места? Хотелот за инсекти е многу интересна работилница. Кај нас нели како што со се доцниме, веќе во другите европски земји, кога шетате во парк или во природа, на секој чекор имате хотели за инсекти и се од големо значење пред се за инсектите, за нивното размножување, нели опрашување и слично. Еден навистина интересен концепт. На почеток беше смешно целиот термин на децата, хотел за инсекти. Едно дете дури ме запраша, може да работам како рецепционер хотелот, да. И едноставно децата сакав да ги поврзам зошто е битно дури една мравка која што ќе ја сретнеме на патот во природа да не ја убиваме. Тоа беше целата поента. Дали вакви хотели има на повеќе места, претпоставувам? Имаме и во Скопје? Имаме и во Скопје, точно така. Многу поретко, но ете, нели мора да се започне од негде. Од некаде, да. И да се следи примерот. Во што најмногу уживаат децата, ве велиш интересни прашања поврзани со хотелот, меѓутоа верувам дека и општо со инсектите имале многу дилеми или прашања за кои што ги интересирале или сакале да ги запознаат малку повеќе, што најмногу ти остави Ангела впечаток? Па децата се уникатни самите на свој начин, на свој начин си се уникатни со своите прашања. Многу ми е интересно кога се собираме во природа и се запознаваме со правилата како треба да се однесуваме во природа. Имаат очекувања дека ќе сретнеме некој крупно животно. На почеток се уште го имаме тој страв. Потоа кога ќе им ги дадете тие ентомолошки мрежи за да ги ловат пеперутките и инсектите, толку имаме возбуда. Јас не сум видела на ниедно друго место. На вистина, верувајте. Неинтересно е тоа што многу често децата ги мешаат инсектите со пајаците, па учиме разлика. Јас често пробувам да уловам некој пајаc, па да ги изброиме нозете, да направиме споредба со инсектите и така натаму. Да, навистина имаме интересни случувања со децата. Никогаш не е досада. Да, дури не би можела да издвоам нешто посебно. Да, може да се забележи навистина по фотографиите и насмевката на нивните лица или таа возбуда, нешто кое што е искрено и апсолутно се гледа. И претпоставувам дека од овој наш разговор и ваше меѓусебни комуникации со родителите и со децата за сето тоа кое што и допрва следува, но и начинот на кој што може да се информираат, бидејќи зависи од тоа каде ќе се прават работилниците и во иднина, како и на кој начин се прави таа организација, во смисла како може да се дојде, како може да се пријави, нели бројката исто така е важна, верувам, и во однос на возраста. Сега знаеме од која возраст почнуваат да разбираат децата што всушност се зборува и нели да ги поставуваат тие прашања и да резонираат логично и да ги поставуваат, но ете карактеристична можеби возраст што ја препорачувате и начин за дополнително следење на информациите каде би можело да се отиде. Така, најчесто на почеток на неделата објавувам јас работилници, термини за следниот викенд. Децата кои што се во Охрид и Струга некако знаат дека сабота и недела веќе се на работилница. Родителите си ги пријавуваат кај мене на Инстаграм профилот, си се договараме нели понатака за сите насоки кои што ќе следуваат за потребите на работилницата. Возраста на дечињата е од најмала, како што споменав, од 4 години гледам да ги опфатам дечињата до нели 7 плюс годишна возраст. Меѓутоа, во последниот период имам интересни ситуации каде што родители ми се јавуваат и со 2 годишни деца и ме молат да дојдат со детето, те молам само детево да е во природа. Нема потреба нешто конкретно да разбере, само да поминува време во природа. Така што на вистина тоа е еден голем прогрес. За родителот да одвои речи се 3 часа за со детето 2 годишно да престојува во природа. Меѓутоа најчесто се од 4 годишна возраст, да, па нагоре. Ангела, се сретнала ли досега, бидејќи велиш стравовите најчесто доаѓаат од родителите? Децата се бестрашни, тоа е факт, особено во таа рана детска возраст. Целосно да им се промени ставот или размислувањето и на родителите поврзано со стравовите кои што ненаметливо можеби ги наметнале на своите дечиња.
Апсолутно, верувам со тоа што родителите нели секој викенд ги носат децата, неверојатно се променила и перспективата кај нив за природа. Видете, не секој сака природа и не секој сака шума и тоа е во ред, тоа е нормален природен процес, не можеме сите нешта сите да ги сакаме, така што родителите на почеток се скептични и имаат одредени стравови пред се не од животинскиот свет, верувате, туку од временските услови. Ако заварне, па ние многу често и во зима јас ги спроведувам работилниците. Децата се облекуваат со капчиња, шалчиња, значи само добра опрема треба. Добра опрема и си работиме во природа. Нема тука лоши временски услови. Најчесто е поврзан тој страв со како децата па да не се изводена случајно, па како ќе се справите. Меѓутоа се научивме на тој чекор, па сега и временските услови веќе не ни се пречка. Дури гледам дека родителите веќе си имаат и купена опрема, кабаници, соодветни обувки за децата, едноставно да се спремни во сабота. Да. Што значи тоа, со оглед на тоа што спомена дека секако си најмногу лоцирана Охрид и Струга и секој викенд има работилници, веќе за овој викенд имаме нови. Како ќе тече, еве да речам, летниот, останатиот дел од летото? Доста интензивни работилници ни следуваат, исто така во Охрид и во Струга. Следната работилница ни е најавена веќе за во петок. Покрај тоа што истражуваме во природа, некогаш работиме и животни вештини со поголемите нормално дечиња. Јас викам секој истражувач во природа и секој љубител на природа мора да знае барем по една животна вештина. Барем основното како треба да се снајдеме во природа ако нешто ни се случи. Исто така имаме во сабота, се уште сме во преговори, во сабота најверојатно ќе сме во Струга, во извидничкиот камп. Да, во петок ќе сме во Охрид. Ете информација и за оние кои што не следат и начинот на кој што се разбира може да се информираат, а ние уште еднаш може да констатираме дека природата е најдобрата училница за децата и што почесто тие се во природа. Многу пати сме зборувале како тоа влијае не само во аспект на едукација или запознавање со природата и со инсектите, туку генерално и на нивниот имунитет и тоа веќе е докажано и што повеќе и освестени родители во таа насока и без проблем со временските услови, веројатно и се повеќе деца кои што ќе бидат во допир со природата. Ангела, благодариме за гостувањето и за можностите на еден ваков начин да се запознаеме со оваа идеја и со работилниците и да очекуваме помногубројни, се разбира, и година. Ви благодарам и вас, ви благодарам на укажаната шанса да ја доближиме природата поблиску, не само до децата и до возрастните. Така, остануваме понатаму да бидеме во комуникација и во новата сезона повторно да се дружиме, бидејќи целта и наша, а и твоја секако иста, да зборуваме и да ги носиме децата што почесто во природа. Благодариме, Ангела, се надевам дека сите вие кои што не гледате и ќе бидете овој петок и сабота во Охрид и во Струга, баш ќе ја посетите Ангела, можете да ја контактирате Растеме во природа на социјалните мрежи.